Мораториумот падна, а со одлуката на Уставниот суд возможен е нов градежно-инвестицијски галоп во центарот на Скопје. Уставните суди оцени и изгласаа дека со одлуката за мораториум да не се примеруваат урбанистичките планови, Општина Центар ги пречекорила своите законски овластувања, ја нарушила правната сигурност и еднаквоста на граѓаните и неосновано ја довела во прашање уставната гаранција на правото на собственост. Овие правни толкувања на уставните судии се од нивното решение со кое покренаа постапка, која вчера ја крунисаа со поништување на општинскиот мораториум за изградба. Сега 23 дупови се повторно градежно активни, а станува збор за повеќе од половина територија на Центар. Во општината вела дека е чудно што нивниот мораториум го оспориле граѓани на Охрид кои живеат на 170 километри од ексклузивните парцели, а судот не прифатил тоа што дуповите се спротивни на генералниот урбанистички план. Самиот факт што одлуката за оспорување на мораториумот, односно иницијативата за оспорување на мораториумот беше поднесена од двајца граѓани на Охрид месечини за воопштина Центар, беше доволна индикација веројатно како ќе се одвива целата работа. Сите 23 дупови не се во согласност со генералниот урбанистички план. Една од главните цели на одлуката за неспроведување на деталните урбанистички планови беше токму таа, да се усогласат важичките дупови, тоест оние што беа на сила да се усогласат со генералниот урбанистички план. Уставниот суд при расправата во декември оцени дека општината нема надлежност да се занимава со забрана на градежни работи кога не се почитува генералниот план. Од изнесените одредби на поранешниот закон, врз основа на која е донесена оспорената одлука, произлегува дека деталните урбанистички планови мора да се во согласност со генералните урбанистички планови како планови од повисоко ниво. Меѓутоа, во овој закон не било предвидено изречено овластување на доносителот на деталните урбанистички планови да ги запре од извршување доколку тие не се во согласност со генералниот урбанистички план, туку за тоа треба да води сметка при донесувањето на деталните урбанистички планови, кои што треба да се донесуваат во согласност со генералниот урбанистички план. Одлуката е донесена. Ќе почне да важи кога ќе биде објавена во службен весник. Спорни биле 31 дупови, но 8 веќе се сменети и прилагодени. Во останатите 23 спаѓаат високо посакувани области за скапи градежни објекти, како Дебар Мало, Маџир Мало, Треска, паркингот кај Холидеин, а сите тие се спротивни на ГУПот. Општината се надева дека ќе смени уште 5 веќе подготвени детални планови, а оттаму тврдат дека ќе работат за похумани животни услови за граѓаните. Градижниците пак бара да се тргне мораториумот поради загубите во градежниот бизнис. Уставниот суд одлучи да дозволи примена на дуповите. Во Уставот, инаку е предвидена граѓанска обврска за заштита покрај на сопстеноста, така и на заштита на здравјето на сите и право на здрава животна средина. Новите градби ќе донесат профит. Од општината пак вела дека ќе влијаат и на здравјето и на екологијата. Може да произведат, да кажеме, лошо влијание врз здравјето на граѓаните кои исто така уставна категорија или врз животната средина. Апсолутно.